Поречиси 5 часа минати во обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, каде во улога на сведок даваше исказ за случајот рекет, обвинителката од СЈО, Лиле Стефанова, застана пред повеќе од 10 камери, кои од 9 часот наутро ја чекаа на високите температури, но не откри ништо ново. Се што можев да споделам со јавноста, јас го споделив во даденото соопштение во петокот. Денес дојдов овде во својство на сведок. Од 9 часот па до сега, од прилика 5 часа, давав исказ како сведок и се што ми е познато за овој случај го изнесов пред надлежниот и јавен обвинител. Новинарите инсистираа да слушнат став во врска со изјавите на Катица Јанева, но Стефанова одби. Не ме демантирал никој. Медиите кои се отворени после рокот се Ве молам, не давам друга изјава. Само каде ми е возило. Стефанова денеска одмолча за Јанева, но затоа пред неколку денови писмено ја нападна својата шефица, тврдејќи дека уште во декември минатата година била против осомничените во случајот Империја да бидат пуштени во куќен притвор, а и дека била против да им се дадат времени патни исправи на бизнисмените Орце Камчев и Цветан Панделевски, кои се осомничени во овој случај. Сметав дека куќниот притвор не може да ги спречи осомничените лица да влијаат на истрагата, што се покажа како точно, имајќи ги предвид сега објавените снимки. Стефанова во обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција беше повикана откако незиното име беше споменато во разговорите кои италијанскиот весник Ла Верита ги објави околу случајот рекет. Во еден од разговорите Камчев на Боки 13 му вели дека бизнисменот Чифлиганец за Стефанова му барал дуќан за стоматолошка ординација, што и двајцата го демантираа, додека пак во друг разговор Јанева му гарантира на Камчев дека обвинителката која го води случајот Империја е под нејзина контрола. Покрај Стефанова исказ даде специјалната обвинителка Елизабета Јосифовска, а во наредниот период истото ќе го направи и најповиканата во овој случај, шефицата на СЈО Катица Јанева. Од обвинителството потврдија дека ќе биде повикана, но се уште не се знае кога. Во рекет осомничени се Боки 13 и Зоран Милевски, познат како Зоки Кичеец, кој добија нови 30 дена притвор.